Господине Крмов, ако сакате веќе, ако сте поднеле информација за амбиенталниот воздух во Кочани, тогаш треба да имате минимални информации за кој регион, за која локација и каде поднесувате барање за амбиенталниот воздух. Имено, Кочани станува збор за една од релативно мала општина која што е на 100 км оддалеченост од Скопје, се наоѓа во Кочанската котлина на надморска висина од 338 до 410 метри надморска висина, кој што се наоѓа помеѓу рамничарскиот и планинскиот дел. Во Кочани народот претежно се занимава со земјоделие, во планинскиот дел со шумарство. Треба да знаете дека во Кочанската котлина, односно кон Кочани, гравитира 28 населени места. Еден град и останатото се села. Зошто вашиот несериозен пристап кога зборувате за депонијата е штетен? Ќе ви кажам зошто. Затоа што ако се забрани депонирање, односно организирано и централизирано управување на ѓубре, кон Кочани природно гравитираат 28 населени места. Општина Облеше од Чешиново е, например, една општина која што има 14 населени места. Виница е единствената градска депонија која што гравитира и останатото е Зрновци, која што е составено од 3 населени места, тоа е Зрновци, Мородвис и Видовиште. Замислете Кочанската котлина, според вашиот концепт, ќе биде од сите страни задушена со различни депонии кои што ќе гравитираат кон истата Кочанска котлина. Зошто? Затоа што загадувањето на воздухот, кога станува збор за котлините, без разлика дали потекнува од едно место или од различни локации, се сведува на истото, дека ја загадуваат цела една котлина. Станува збор за котлина која што произведува храна и еден од најголемите производители на ориз. Меѓутоа, вие тоа не го знаете. Зошто? Затоа што не изложивте ниту еден аргумент за загадениот воздух. Пример само да ви кажам. Постои една апликација која што се нарекува AirCare. На AirCare апликацијата која што можете сите да ја симнете, се наоѓа и градот Кочани. Можете да го видите каков е квалитетот на воздухот во Кочани. Тоа не го спомена Крмов. Зошто? Затоа што на AirCare во моментот пишува 14, односно добар квалитет на воздухот. Ова не значи дека во Кочани нема загадување. Има загадување. Има загадување. Голем дел од тоа загадување доаѓаше и од палење на стрништа. Стопанство пред 4 дена. Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство потпиша договори и подели 57 комбајни со системи за сецкање на сламата која што останува после жетвата на оризот. Дали знаете што значи тоа? Тоа значи дека следната година, која ќе трае жетвата на оризот, нема да има повеќе палење на стрништа. Зошто? Затоа што тие комбајни се обезбедени и се опремени со сецкалици, односно сламата која што останува од оризовата арба, понатаму кога се ора се претвара во хумус. Тоа е вистинска грижа. Тоа е вистинска грижа и тоа е отчетност и тоа е одговорност кон граѓаните. Кога ќе излеземе и ќе кажеме да, во моментот кога го поднесовте барањето за квалитетот на амбиенталниот воздух, беа зголемени вредностите, меѓутоа знаете зошто беа зголемени вредностите? Заради тоа што беа запалени страништата. А податоците стојат во територијално противпожарна единица во Кочани. Патем, една од најактивните територијални противпожарни единици. Знаете колку интервенции имат годишно? 313. Во просек. 313 интервенции, една од најактивните, која што го одржува целото поле, затоа што земјоделците, не знаејќи како да постапат, ги палеа. Меѓутоа, на тоа треба да ставиме крај. Како ставаме крај? 57 комбајни со најмодерни дробилици кои што немаат повеќе да оставаат остатоци од слама по нивите. Така се решава овој проблем, Крмов. Така се решава тој проблем. Така ќе се реши тој проблем. Еве ви го AirCare. 5 мерни станици има. По затварање на мерната станица, општина Кочани заедно со невладина организација постави 5 системи за мерење. Над општинско училиште Љупчо Сантов, над Гошо Викентиев и над други 3 институции се поставени во целиот град. Резултатите ги гледате на AirCare. Останува проблемот со грејење
кој што го има општината, односно поголем дел се греат на огревно дрво. Останува проблемот, да, и треба да се реши. Останува проблем дека треба да се решат и други прашања кои што се однесува за заштита на животната средина. Меѓутоа, да бидеме искрени, и барем, ако се грижиме барем малку за чистиот воздух, можете да излезете и да ја пофалите мерката на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, или вие воопшто и не бевте запознаени за неа. Јас верувам дека не сте биле запознаени, затоа што втор мандат овде си го трошите онака како што го трошите уживајќи во овие фотељи. И имате информација за заштита на амбиенталниот воздух без да ја споменете апликацијата која што врши мерење на амбиенталниот воздух. Во јуни истата година е поставен и хиперлокален систем за мониторинг на воздухот со најсовремена апаратура, Honeywell, Bosch и така натаму. И тие податоци, Крмов, ви се достапни на ERKR. Меѓутоа, вие решивте да се зафатите со депонијата, имате еден лицемерен став. А лицемерниот став се состои во тоа што вие сте против да успее проектот со регионалната депонија. Излезете и кажете дали сте за или сте против да се регионализира управувањето со отпад, затоа што друг начин и друг излез немат. Тоа е единствениот начин. Меѓутоа, вистината, последната вистина е дека вие гледате дека управувањето со отпад или депониите можат да бидат ваш политички потенцијал. Сакам денеска да ве разочарам. Владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата прави се и ќе направи се да успеат и јавните полици да успее менаџирањето со ова и управувањето со отпад повеќе да не биде политичко прашање, туку да биде техничко прашање, кое што ќе треба да биде спроведено на начин на кој што ќе овозможи обичниот човек, обичниот граѓанин да не се оптоварува со тоа како се обработува ѓубрето, како се транспортира ѓубрето или како се раководи со ѓубрето. Ниту пак политичари како вас со 0 часови работно искуство да објаснуваат како требало да се менаџира или како не требало да се менаџира една депонија. Ве молам, немојте така. Немојте, затоа што единствено што сакате да добиете не квалитетен чист живот, туку да добиете ситни политички поени. Интересот на граѓаните на општина Кочани, ќе повторам, е овој проект да успее и верувајте ми, во тоа се согласни сите во Кочани. Ги споменувавте одлуките на Совет, да, сите се согласни, меѓутоа една од првите точки на тие одлуки дека сите се за да успее процесот со регионално третирање на ѓубре, кое што ќе допринесе со затварање на она што е депонија или дива депонија или ѓубриште во Кочани. Кога станува збор за амбиенталниот воздух, барем бидете доблесни, излезете и кажете дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот имаат направено подвиг кон заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух, кој што вашите коалициони партнери од СДСМ и од ДУИ никогаш не го направиле и вие не сте се ниту пак сетили, ниту пак знаете што е проблемот. Затоа што кога знаете постои една легенда, кога сте дошле на првите протести за Оризот во Кочани, сте рекле, кога сте ги виделе засадени по линијата, сте рекле, видете ги овие вамаровците што направија, ви го поплавија полето. Па после ти објаснувале дека тоа е Ориз. Не знам, мене така ми кажа. Благодарам.